Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Националната установа библиотека Кочо Рацин Тетово со пригодна активност го одбележа 5 мај, денот на македонскиот јазик. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес ја презентираше академската понуда. Членовите на драмското студио Тетово ја најавија изведбата на премиерата Wi-Fi, која ќе се одигра на 9 мај во Центарот за култура. Националната установа библиотека Кочо Рацин од Тетово со пригодна активност го одбележа денешниот 5 мај, денот на македонскиот јазик. Со пригодна свечаност, денес во Националната установа библиотека Кочо Рацин од Тетово беше одбележан 5 мај, денот на македонскиот јазик. Одбележувањето започна со читање реферат за македонскиот јазик низ историјата, па се до неговото воведување како официјален јазик во Македонија. Продолжи со рецитација на песната Родниот јазик е бисерен ѓердан од поетот Видое Подгорец. Ученици од основното училиште Гоце Делчев од Тетово пак во рамки на свеченоста ги прочитаа своите лични поетски творби посветени на македонскиот јазик и неговото значење. Учениците од 5-то деление од основното училиште во Гоце Делчев во Тетово беа учесници на настан кој што го организира градската библиотека Кочо Рацин од Тетово. На овој настан, кој што беше можне свечен и на достоинствен начин се одбележа, учениците имаа напишано лични творби, кои што беа на тема македонски јазик и словенски просветители и се представија со нивните лични творби. Во овие творби тие ги искажаа своите длабоки чувства кон македонскиот јазик, но исто така испратија и порака дека треба македонскиот јазик да го чуваме и да го негуваме, а тоа можеме да го направиме преку пишување на македонски јазик и тоа да пишуваме на кирилица, со почитување на првописните правила, со читање на македонски јазик и со творење, на тој начин ќе го богатиме нашиот јазик и ќе можеме да го оставиме на идните поколенија. На наставниците ментори и учесници во организацијата на денешното одбележување на денот на македонскиот јазик во Тетовската библиотека им беа доделени пригодни награди. Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово денес ја организираше традиционалната манифестација за презентирање на академската понуда Отворен ден. Обично Универзитетот на Југоисточна Европа традиционално има отворени денови, Open Days, и тоа една недела по објавување на огласот. Ние минатиот петок го објавивме огласот, сите можевте да го видите тоа и веројатно кај вас се пристигнати, така да во овој дел очекуваме да студентите, потенцијалните студенти, односно матурантите, бидат првично информирани основно со нашата академска понуда, на ниво на студиски програми, на ниво на циклуси на студии и на ниво на факултети. Се разбира, ова година имаме и нова понуда, тоест новите студиски програми за техничките науки, кој што е само што е акредитиран, и тоа е политехника и социјална психологија. Две нови студиски програми, сосема нови, затоа што сметаме дека тоа е потреба на пазарот на трудот. Целта е на ова да се информираат изворно, преди се со понудата, потоа со лабораториите и центрите што ги имаме за логистика, со технолошкиот парк и сите други аспекти од инфраструктура, почнувајќи од кабинети и тоа што се вели на практична настава, вклучувајќи го и технолошкиот парк за практичната работа. Обично очекуваме оваа година да имаме околу 1100 студенти, тоа е наш таргет. Претпоставувам дека се поставува таргетот доста реален, затоа што е на основа на претhodната година кој заврши на 1080 студенти. Значи,
точно во тој дел сме го таргетирали очекувањето, доколку бидат регистрирани толку, ние обезбедуваме одржливост и развој за 5-6% секоја година, како што впрочем се реализира последните 3-4 години. Денеска тука се присутни и наставниците, и деканатите, и сите, за да ги информираат изворно, преди се и со администрирање на системот на квалитет во универзитетот и, како што реков, очекуваме исто така и меѓународни студенти, трета генерација кои се очекува ова година, кои веќе почнале и заради потребите за поранешна и претходна апликација, бидејќи ти имаат потреба да обезбедуваат и виза за престој на студии. А истовремено тие и престојуваат, обично доаѓаат од Југоисточна Азија, како што знаете, Таџикистан и Пакистан, но и од Турција има се поголем интерес, се на англиски јазик и со студиски програми каде што на некој начин се атрактивни, како што се новите современи технологии, значи IT факултетите, студиските програми поврзани мултидисциплинарно, како што е EEE програмата на енергетика, екологија и економија, но и другите циклуси на студии кои што се доста интересни за нив. И очекуваме таа бројка да се заокружи ова година со трета генерација некаде на 180 до 200 студенти меѓународни. Министерот за образование Јетон Шаќири денеска кажа дека по случувањата во Србија е вклучен алармот за безбедноста на училиштата низ земјава. Со електронска адреса, домашните институции ќе спречуваат врсничко насилство. Има работа, има и работи, кои може веднаш и едноставно да се воведат. Например, младите или воопшто граѓаните да имат една адреса каде со една порака ќе се пријавува врсничко насилство. Веќе дадов наредба да се отвори електронска адреса prijavenasilstvo@mont.gov.mk или на албански parachidon@mont.gov.mk. И таа ќе биде одма активна, а по секоја пријава ние веднаш ќе постапуваме, ќе комуницираме со институциите. Не дека досега не е постапувано. Имаме просветен инспекторат кој си ја врши својата работа. Педагошка служба исто така во делот на советување на учениците и родителите, стручните служби во училиштата исто така ја знаат работата. Наставниците се обучуваат за препознавање насилство и ученички предизвици. Сепак се педагозите исто така. МВР секако брзо интервенира, но прва асоциација за обраќање за помош и поддршка кога е во прашање ситуација или е случка во образованието е секогаш МОН. Да најавиме дека последниот период, наредната недела, ќе имаме заеднички состанок со Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за здравство, но ќе биде наредната недела, мислам дека понеделник. За неколку денови ќе го објавиме и конкретниот план, што тоа треба да се менува и што треба да се менува и да се вклучува во образовните програми. Полициски службеници ги учеа најмладите за сообраќајните правила и прописи. Во рамките на планираните активности за унапредување и афирмација на сообраќајната свест и култура на младите, вчера полициски службеници на СВР Тетово посетија детска градинка на улица Љубо Божиновски пиш во Тетово. При посетата реализирана на барање на оваа установа, најмладите поблиску беа запознати со основните сообраќајни знаци, правила и прописи, а практично им беше демонстрирано, односно покажано, и како најбезбедно да се движат по јавните сообраќајни површини и да ги преминуваат улиците, посебно на крстосници, велат од СВР Тетово. Децата исто така имаа можност и да ги прашуваат полициските службеници, што е вообичаена практика за ваквите посети. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово оделение за внатрешни работи Гостивар вчера вечер во Гостиварски Добридол лишиле од слобода две лица на возраст од 32 и 36 години, затоа што кај нив бил пронајден и одземен кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по целосно документирање на случајот ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. 45 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека околу пладне во дворот на Тетовско основно училиште во кое учел неговиот малолетен
еден син. Физички бил нападнат од друг ученик од истото училиште, а поради поранешни недоразбирања меѓу нивните семејства. Истовремено 53 годишна жителка на Тетово пријавила дека нејзиниот пријавен син бил физички нападнат од двајца малолетници, ученици во истото училиште. Се работи на расчистување на случајот. 53 годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека на 2 мај околу 23 часот во гостителски објект на улица Иво Лола Рибар во Тетово бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера од 10 до 15 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола на возачите, дали и колку тие ги почитуваат нивните обврски кон пешаците. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 8 возачи, 5 во Тетовско и 3 во Гостиварско, кои не им дале предност, односно не ги пропуштиле пешаците, во најголем број на обележани пешачки премини. На сите изготвени им се поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените парични глоби и со други мерки, а санкционирани исто така биле и 3 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово повторно со апел до возачите, секогаш да им даваат предност на пешаците, а пешаците пак да не ги минуваат улиците каде ќе стигнат и целосно да ја почитуваат постојната сигнализација. Со пресконференција членовите на драмското студио Тетово ја најавија изведбата на премиерата Wi-Fi, која ќе се одигра во вторник 9 мај во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово. Актирите од драмското студио Тетово за во вторник 9 мај на театарската сцена во Тетовскиот културен дом на публиката и најавуваат вистинско уживање за сите сетила преку најновата представа Wi-Fi, современа драма која ги опишува времињата кои ги живееме, исполнета со многу хумор, смеа, позитива, но и сцени кои ќе предизвикаат доза тажни емоции, спојот на врвен хумор и доза трогателни моменти, преточени на тетовски дијалект, ја прават представата уникатна и многу поинаква од претходните одиграни представи, велат од драмското студио Тетово. Представата го отсликува, сегашнава состојба ја отсликува во не само во Македонија и на Балканот, блиску ни е и нас, бидејќи српски автор, меѓутоа истите проблеми ги имаат и во Србија и во другите околни земји, каде што масовно се иселуваат младите, старите остануваат сами дома и реков комедија, меѓутоа тажна комедија е бидејќи не им е седно што ќе не можат да направат ниту веселба, ниту свадба и така во иднина, дали со руците ќе контактираме преку Wi-Fi, кога не можеме да се прошетаме со нив да играме, и тоа е тоа на главно што го содржи представата. Со ова што го до сега што го работевме за оваа представа, пошто сме пред крај више со подготовките, ја мислам дека таа комедија, тој хумор што е у оваа представа присутен, може да е изнуден малку повеќе поради ситуацијата што ги има двата параноа родители, пошто децата не им се у државата, се надвор негде, и нивните реакции, тоест на сватовите што ги кажа Мирко, нели, ја мислам дека повеќе е мачески као изнудено, нели, тие нивни реклами, потекнува длабоко од нив, ама пак некако се као изнудени, као знаеш да не се таа туга да не забега у некоја друга крајност и што се префаде на некоја комедија. Суштина, комплексна е представава. Едно, може би, толку долго време сме у театаров, ама мислим дека ова е еден најкомплексни текстови што сме до сега сме го работели, иако прво ни гледаш дека ќе биде, ќе биде ова комедија, ќе биде смешно и сете. Али како што идеја пробете, некако се поголема и поголема тежина добијаше текстот, дури на моменти не е баш комедија, и баш е, да не речем трагедија, ама е тужна представа. Да, кога е туга да излага од нив, ташна површина. Сега, тоа што кажа Лазе, да не отиде целава работа, а е тачи и одека живимо у нашево подјево, пошто баш печалбарски беаѓа и младица од целија, некако луѓиве за да и болесни, целиот свој живот сега го права
на хумор, на смеја, иако не е до смеење. Одбранен механизам, да. И самата представа, сите вие што ќе ја гледате, ќе видите дека стварно е тач. Многу животна, приказна е оваа представа и многу ми е драго што еве Драмското студио Тетово ја поставува оваа представа на сцената на Центарот за култура и Јоанцевски смок. Мислим дека сите актери, почнејќи од мене па преку режисерот, дадат свој максимум за да тоа стварно изборно се доводи. Младиве ни се иселува, еве ја можем и интимна работа да споделим и мојот син у странство и некако се пронајде в себе си у таа улога на се он не е уште да решим за женење, ама ќе му дојде време и се стаја во ситуација како ќе биде тоа кога ќе биде, да даја Господ да биде нормално. И мислим дека многу луѓе од нас ќе се пронајде у оваа представа. Тој хумор што го има у представата е некако као, ајде да не речем, бегање од самата реалност, од самата туга што стварно ми е жал што ете дојде ситуација, дојде време децата да ги гледамо, да ги раѓамо, да ги растемо, за да не биде овде покрај нас, туку да ги пратимо негде кај што ќе мисля они, еве прво мисля дека ќе им биде поарно, а и ми е покрај нив, ако е радоста на децата и е присутна, нормално исто и кај родители. Еве еден апел да ве повикам сите вие да дојдете да гледате стварно оваа прекрасна представа и ви ветувам дека ќе пуштите и по некоја соза, за созе знаем дека редовно пуштите, ама и дека ќе има смење, ќе има многу. Јас сакам да кажем дека пречекот на сватови е типично тетовски. Сватове доаѓаа, се запознавамо, па почнуваме да пиемо не рачија, не вино, па се гостимо, па и до еден момент кога е тен малку више поиќе се развеселјуемо и неќе многу да ви откривам, се надевам дека ќе бидете присутни на представата. Уште еднаш од мене една покана на 9 мај вторник, 20 часот у Културен дом. Ве чекамо. Представата е работена според текст на српскиот драмски автор Мирољуб Недовиќ. Преводот пак на драмскиот текст, адаптацијата и режијата се на тетовецот Мирко Видоески. Утре сабота 6 мај со почеток од 10 часот на празникот посветен на светиот великомаченик Георги Победоносец ќе се отслужи света божествена литургија во истоимениот манастир во село Туденце, а по литургијата ќе се прережат славските колачи.